Благодарам, почитуван председателе, почитувани пратеници, почитувани граѓани, представници на медиумите. Најпрв сакам да изразам задоволство што имам можност денеска да разговараме за интерпелација моја како министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија. И ово го сметам како високо демократски чин во кој што ќе можеме да размениме факти и аргументи, како чин во кој што се дава можност да се презентира она што е направено, да се направи одредена споредба, како чин да ги расчистам можеби и сите дилеми на пратениците, посебно на пратениците на опозицијата, иако да ви кажам дека не сум толку амбициран, затоа што знам дека и вие ова што го читавте од говорницата како моја интерпелација не верувате во тоа, ниту јас се амбицирам дека на крајот ќе бидете задоволни, ќе гласаме сите вие во однос на сите аргументи и факти кои што ги имаме. Меѓутоа, за мене ми е многу поважно фактите и аргументите да ги знаат граѓаните на Република Македонија. Она што е ставено во интерпелацијата е нешто што е апсолутно лажна вест, нешто на што се темели политиката на оваа парламентарна опозиција, во која што се гледа една сериозна неинвентивност, немање на идеи, немање на понуди, и на основа на тоа верувајте дека многу личи на интерпелацијата која што сме поднесувале за работењето на министерката која што раководеше со МВР, односно МВР. Интерпелација во која што точно ги наведувате сите факти, во која што веројатно преку вашето фројдовско размислување се подсетувате на сите злодела и криминали што ги направивте на оваа држава, и на основа на тоа изнесувате аргументи и факти кои што се лажни, кои што се лажна вест, која што ја креирате во јавноста. Мислам дека на тој начин ќе се постигне некаков напредок. Прво, сакам да кажам дека Министерството за внатрешни работи го затекна во исклучително лоша состојба, со крајно нарушен углед и доверба помеѓу граѓаните, заради тоа што се случуваа многу настани на кои што раководевте вие, односно ваши представници како министри во владата тогашна, и сите граѓани беа сведоци, но беа и жртви на една 11-годишна страховлада, поддржана од подписниците на интерпелацијата. Мислам на оние што се подпишаа, тие другите што не се подпишаа, веројатно размислуваат поинаку. Сигурно дека сега се обидувате без никакви аргументи нешто да делегитимирате. Зошто е затекнато Министерството така како што беше затекнато? Затоа што ви се случија неколку настани кои што ги креиравте во Македонија за да ја замајувате јавноста, а при тоа и да внесете страв кај граѓаните, се со цел да ја сочувате вашата позиција. Ви се случија кумановските настани и 8 загинати полициски службеници. Ви се случи најголемиот скандал за прислушување во Македонија. За нас, граѓаните, беше скандал. За вас беше една операција која што значеше политичка заштита во изминатиот период, во кој што забележавте или беа откриени преку 1 милион разговори, а можеби имате и нешто повеќе. Ви се случија настаните од 27 април во кој што извршивте терористички упад во собранието на Република Македонија со цел да ја задржите власта и веројатно Груевски да го прогласите за цар на Македонија. Меѓутоа,
сето тоа ви се удри како бумеранг од глава. Го затегнав Министерството за внатрешни работи со околу 30 милиони евра доспеан долг, уште 9 милиони евра долг кој што доспеваше во наредниот период. Го затекнав како Министерство кое што во тековната година 2017 имаше минус од 39 милиони денари за плата. Го затекнав Министерството во кое што не оставивте доволен број на образци ниту за пасоши и лични карти, се со цел да предизвикате криза, и Министерство во кое што 11 години немавте набавено никаква опрема за работа на полициските службеници. И мојата задача беше не да излегувам и да се жалам пред граѓаните на Македонија, туку да направам нешто. Да ги ставиме во функција сите можни капацитети и при тоа да обезбедиме се што е потребно во делот на работата на полициските службеници, а на тој начин да ги мотивираме да имаме поголема безбедност на граѓаните. Апсолутно ги негирам и отфрлам фактите, и тоа се лесно проверливи факти, можете да ги прашате сите ваши луѓе кои што се вработени внатре во Министерството, дали и како функционира Министерството сега, визави тоа како функционирало предходно. Од Министерство во кое што салите беа претворени во штабови, а материјално-техничките средства и човечките ресурси биле насочени кон политичката партија од која што потекнувате, сега имате Министерство во кое што апсолутно не може во ниту еден момент да стане збор за поддршка на било која од партиските структури во ова Министерство. Второ, апсолутно ги демантирам и ги отврдам како неточни фактите или тие несериозни, тенденциозни обвинувања дека во овој момент имаме зголемување на криминалитетот во Република Македонија. Единствено нешто што има зголемување, а тоа е кривичните дела од економски криминал, заради тоа што нема институција со која што не сте раководеле и нема набавка што не сте ја правиле, па макар и за спајалици, да немате украдено нешто. И затоа многу ваши градоначалници, директори, функционери се пред лицето на правдата и на тој начин го зголемува бројот на кривичните дела. Меѓутоа тоа така треба да биде. Така ќе биде и сега, доколку и сегашните функционери прават било какви незаконски состојби, така ќе се покренуваат постапки и во тој дел. Понатаму, навистина не можам, а да не ги отфрлам сите наводи кои што се однесуваат во делот на јавните набавки во Министерството за внатрешни работи. Ќе ви кажам дека за оваа година и пол имаме заштеди во делот на јавните набавки повеќе од 1.800.000 евра. Или за пример, вашиот министер има случајно договор за одржување хигиена во просториите на МВР за 96 милиони денари во тендерот кој што е спроведен под моје раководство. Поvršiната за чистење е зголемена за околу 2000 квадрати, а цената е 45 милиони денари. 1 милион евра имате секоја година ставано во джеп или во партиската каса од фирмите за чистење. Или, да не ви ги читам поединечно, сите набавки кои што се направени во овој дел. Апсолутно ги отфрлам сите наводи за некаков криминал при набавка на возила. И само како компарација ќе ви дадам факти. Вашиот министер Чавков за 700.000 евра има набавено
25 возила. Или едно возило кошташе 29.600 евра. Во мое време, за 1 милион евра, набавени се 45 исти возила, или по цена од 21.600 евра. На прашање на моите вработени во секторот за јавни набавки, кога прашав на еден колегиум, и тоа е член на ВМРО-ДПМН, зошто толку е намалена цената визави набавката предходно, рече министре, да ви кажам отворено, многу се крадеше. Што се однесува во делот на криминалитетот, имаме намалување на криминалитет и имаме број на зголемен процент на ефикасност. И тоа за повеќе од 24% ефикасност генерално, инаку имаме зголемување во секој еден сегмент. Во делот на трговијата со дрога, 2018 година е најдобра година за борба против трговијата со дрога во последните 10 години. Во делот на убиствата кои што исто се спомнуваат во интерпелацијата, драстично намалени во 2018 година визави сите години предходно, во кои што нерашистини има само едно убиство. И демантирам на основа на факти дека има повеќе од 10 нерашистини убиства. Единствено нешто што нема во оваа година и пол, нема скриено убиство. Нема убиство кое што се случи и нема организирање на шема како што ја правеше ВМРО-ДПМН и Гордана Јанкуловска во делот на Мартин Нешковски. Се што се случува, се беше на показ на јавност. Апсолутно ги отфрлам тврдењата дека јас или МВР под моје раководство има или врши апсење на функционери на ВМРО-ДПМН. Никогаш во ниту еден момент прво не прави апсења Министерство за внатрешни работи, него јавното обвинителство. Тоа е прва работа. Втора работа, за секој еден што сме добиле аналог да биде апсен, не се тоа функционери, тоа се криминалци на ВМРО-ДПМН. И секогаш, кога ќе има макви криминалци, да знаете дека ќе ги апсиме. И понатаму. Само немојте на почетокот кога ќе ги апсиме да се откажувате од нив, па после заради политички причини ги прифаќате за своји. Апсолутно не можам да се сложам дека имало опсада на зградата на ВМРО-ДПМН. Затоа што таква работа немало во ниту еден момент. Дека имало упад во објекти на ваши членови на ВМРО-ДПМН. Не. Има претрес во објекти на лица кои што држеа оружје и кои што се закануваа на нарушување на уставниот поредок на Република Македонија и после настаните од 27. Во период додека ова собрание расправаше за промена на Уставот и за конечно решение на еднината на оваа држава. Апсолутно не можам да се сложам дека Министерството не е чувар на Уставот и на законите. Напротив, е најголемиот чувар на Уставот и на законите, слобод на безбедноста на граѓаните, и тоа што постапува МВР, знам дека најмногу и не ви се допаѓа. Тука е клучниот проблем. Апсолутно не можам да прифатам дека сега во МВР се случува непотизам. И од кој доаѓа таквата констатација? Од ВМРО-ДПМН. Најмалку по еден имате скоро сите тука што седите на масата вработено во МВР. Најмалку по тројца има секој ваш функционер во МВР вработено. Сопруги, ќерки, синови, зетови и така натаму и така натаму.
И вие, мислам дека треба да се срамите, односно да се скриете, не би оди во прилог да дискутирате за непотизам. Дали било тоа за МВР или било за било која друга институција во Република Македонија. Освен ако вие, односно некој од вас, немале толкова влијание, па останале со кратки ракави во тој период и сега да им е жал за таквата работа. Инаку, одлика за владењето на Никола Груевски, за владењето на ВМРО ДПМН и на сите вас заедно подписници на оваа интерпелација е криминалот, корупцијата, бандитизмот, упадот во институциите и непотизмот. Нема друга карактеристика која што може да го окарактеризира владењето на сите вас. Во делот на наводите дека МВР не работело да спречи евентуални терористички напади во Република Македонија и дека тоа сме го слушнале од некој друг, апсолутно не е точно и е лажна вест. Ние први објавивме со соопштение дека се превземани мерки за спречување на терористички акт во Република Македонија заедно со партнерските служби. И за тоа информиравме јавноста. Ние во делот на терористичките напади на ИСИЛ можевме и можеме секогаш да претпоставиме и добиеме информација. Јас не можев да верувам и да претпоставам дека ВМРО ДПМН може да изврши терористички напад на собранието. Само таа работа не можеме да ја претпоставиме. Другите ги претпоставуваме и за другите работиме и ги превенираме. Локалните избори се едни од најчистите и најфер избори. Само со 12 пријави за нерегуларности. Ако имало нерегуларности, почитувани пратеници од ВМРО ДПМН, зошто не ги пријавувавте? Имаме само 12 пријави. И бидете честни пред себе и пред вашите фамилии. Изгубивте невидено на тие избори. Губивте заради тоа што сте синоним на криминал и на корупција и на бандитизам и на непотизам. Изгубивте заради тоа што од секој од општините испумпувавте огромен процент на финансиски средства и на пари. Во однос на разрешувањето на професионалци и наводна партизација во МВР, сакам да знаете не само што се разрешени, 50-тина се избркани од работа, заради тоа што таквите професионалци ги уништуваа хард диските од настаните од 27-ми, таквите професионалци беа рака под рака со криминалците со најголемите криминални дејанија во Македонија. Таквите професионалци ви се наоѓаат најголемиот дел на обвинителни клупи во судовите и сакам да знаете, се додека сум јас тука, нема да ги толерирам таквите професионалци во наводници, туку напротив, отворена е жестока битка против таквите ваши професионалци. Во секој еден сегмент, ја очекувам дека и понатаму ќе утврдуваме многу од таквите ваши професионалци работи кои што не треба да бидат покренувани. За вашите професионалци такви, верувајте, немало простор во дворот на МВР, не да бидат дел од МВР. Затоа што над 50-60 се со фалсификувани дипломи. Го споменавте промената на началникот на Алфите. Да ви кажам дека вашиот заменик началник на Алфите има фалсификувано диплома за средно образование. Да ви кажам дека имате фалсификувани дипломи на началници во организиран криминал. Да ви кажам дека на многу командири на полициски станици имате фалсификувани дипломи и ќе продолжам жестоко со таа битка да ги откријам сите кои што имаат фалсификувани дипломи, затоа што на нивна сметка дома седат паметни и учени деца. И уште многу да кажувам. МВР го затекнав со 7 дрегери за алкотестирање. Сега имам 90. МВР го затекнав со 10 радари. Сега имам 120. МВР го затекнав со 15 години ненабавена униформа за специјалните единици. Сега е комплетно набавена. 11 години немање на униформа за 6-та управа.
сега набавена и уште многу други работи. Ве поканувам да отидеме заедно на еден ручек во единица за брзо Ви благодарам. и да ви кажат која е споредбата, како вие ги храневте полицајците, како е тоа денес. Ви благодарам. Вниманието и ве повикувам, почитувани пратеници, сериозно да размислите при носењето на одлуката во гласањето на интерпелацијата. Дали ќе гласате за развој, за напредок или ќе гласате за враќање на криминалот и бандитизмот? Благодарам. Ви благодарам.